во Тиквешијата тоа е проблемот со откупот на винското грозје, како и цената на винското грозје. Со години наназад овој проблем не следи, односно ги следи земјоделците. Меѓутоа сакам да истакнам, бидејќи пред мене имам едно клипче, што е она што кажуваше Зоран Заев кога беше во опозиција и ветуваше кон земјоделците, а што е она што сега не го практикува, односно не го применува. Значи, неизвестноста за откупот на винското грозје оваа година е голема, не се знае ниту откупната цена на винското грозје. Револтот кај земјоделците е голем и затоа сметам дека треба да се престане со манипулирање на лозарите и со лаги и да се каже вистината во очи. Она што го ветуваше премиерот е дека владата, кога ќе бидат тие на власт, ќе посредува во преговорите меѓу производителите и откупувачите во формирањето на откупните цени и тоа 30 дена пред откупот. Откупот во Тиквешијата е започнат и тоа паушално, односно лозарите не ја знаат откупната цена на грозјето кое што го даваат веќе во винариите. Да подсетам дека се заговара пониска откупна цена од ланската цена на винското грозје, која што е всушност многу пониска од производната цена на килограм грозје, од каде што произлегува и големиот револт со право, нели, кај лозарите. Од тие причини сметам дека премиерот треба многу да се заложи и да барем реализира дел од оние ветувања што ги даваше, како што е ветувањето на интервентен фонд, кога земјоделските производи се откупуваат по пониска цена од производната цена, и да не бега од тоа ветување, бидејќи, колку што знам ја неодамна, министерот за земјоделие Трајан Димовски се огради од ваква можност на владата и посредување на владата во договарањето на лозарите и на винарите. Значи, маката на земјоделецот е огромна, неисплатливоста на производството на грозјето е огромна, неисплатливо е винското грозје да се продава по 11 или 11 денари, кога производната цена е 15 или 16 денари. Овие денови, значи, се заговара дека цената на винското грозје ќе биде уште помала и ќе се бара поголема шеќерност на грозјето, односно ако лани шеќерноста која се бараше изнесуваше 19 малигани, оваа година винариите ќе бараат 21 малигани, што значи дека цената на грозјето допрва уште повеќе ќе паѓа. За информација само ќе кажам дека ако шардонето лани се продаваше 19 денари, оваа година се откупува за 16 денари, а ризлингот, ако минатата година се откупуваше за 19 денари, сега се откупува за 13 денари. Ова е срамота за производителот, односно за земјоделецот. Јас навистина не знам како ќе се надмини овој проблем, бидејќи, колку што сум информирана, имаше одредени дискусии од представници на владата и локалното раководство во град Кавадарци, меѓутоа некој до некаков договор не дојде. Крајно време е да се прекине со манипулацијата и лагите кон лозарите и сметам дека, бидејќи ова година е доста родна година и ќе има околу 30.000 килограми грозје вишок,
е прав момент да се докаже, да се покаже и да ги реализира ветувањата премиерот Заев, да се формира значи тие вишок на килограми на грозје да државата посредува да може да се откупат и тоа по соодветна цена, оно што го ветуваше премиерот. Значи, ветуваше дека ќе има загарантирана цена на грозјето, тоа го немаме. Ветуваше дека ќе има интервентен фонд, меѓутоа, да кажам, почитуван колега, дел од земјоделците да добија овие картички за зелена нафта, меѓутоа, ветениот денар лозарите се уште го немаат добиено. Значи, убаво е да се кажува нешто кога добиваат земјоделците, меѓутоа треба да сме искрени кон нив и да кажат Ви благодарам. е реализирано она што е ветено од оваа влада. Китев Бетјане.